Министерот за образование и наука Панче Кралев заедно со актуелниот градоначалник на општина Јегуновци и кандидат за нов градоначалнички мандат Тони Коцевски го посетија основното училиште Александар Здравковски во Јегуновце. Потоа во зградата на општина Јегуновце актуелниот градоначалник и кандидат за нов мандат Тони Коцевски на поголем број граѓани им ги врачи решенијата за легализација на бесправно изградените објекти. Владата на Македонија во континуитет посветува зголемена грижа за инвестирање во областа на образованието, затоа што успесите во оваа област создаваат услови Македонија побрзо да чекори напред. Во континуитет посветуваме внимание и за развој и унапредување на образованието во многу рурални средини, меѓу кои е и општина Јегуновце, подвлече министерот Панче Кралев за време на денешната посета на училиштето во Јегуновце. Министерот за образование и наука Панче Кралев често е во општина Тетово, а еве го овој пат во седиштето на општина Јегуновце, поконкретно во основното училиште Александар Здравковски. Господине министре, еве вие сте постојано на теренот со цел изворно да се запознаете со она што било програмирано, со она што е реализирано, за тековните активности, како и за предстојните задачи што предстојат во сферата на образованието и во мноштво други сфери. Повелете. Благодарам, значи денеска заедно со градоначалникот имавме таа можност да го посетиме училиштето и да поразговараме околу активностите кои беа преземени во делот на подобрување на условите за изведување на наставата. Од тоа што бев информиран, значи со локалната самоуправа заедно со министерството веќе имаат преземено значајни реконструкции, тоест градежни зафати за подобрување на условите во училиште изминатиот период, посебно во делот за замена на столаријата. И од аспект на министерството е многу важно да и во иднина градоначалникот заедно со нас продолжи со активностите кои се поврзани со подобрување на условите за изведување на образованието на секаде во општина Јегуновци. Тоа што јас можам да го кажам и една од основните причини зашто сме денеска тука е фактот што овде во училиште, како дел од проектот за изградба на 145 спортски сали, планирана е изградба на спортска сала во рамки на училиштето, кое ќе им биде на располагање на сите ученици за изведување на наставата по спорт и спортски активности. Почетокот на изградбата е предвидена за 2014 година и верувам дека со помош на локалната самоуправа, чија поддршка е секогаш многу важна за реализација на ваков вид на проекти, дека тоа ќе го реализираме согласно предвидената динамика. Благодарност до министерот за образование господинот Панче Кралев, што денеска е во посета на општина Јегуновце и на основното училиште Александар Здравковски во Јегуновце. Со сите овие средби што ги имавме во минатото и со оваа средба покажуваме колку е битна соработката помеѓу локалната самоуправа и Министерството за образование, бидејќи со еден таков коректен однос и соработка со конкретни проекти во минатото успеавме да ги реконструираме трите централни основни училишта и сите 14 подрачни училишта во нашата општина. Ќе продолжиме, бидејќи образованието е процес кој секогаш треба да се надоградува, ќе продолжиме и понатаму со активности во сферата на образованието. Имаме предвидено проекти за реконструкција, односно за заменување на кровната конструкција во основното училиште Симче Настојски во Вратница и систем за парно грејање во основното училиште во Шемшово. На пригодна свеченост по повод имплементирањето на законот за легализација на бесправно изградените објекти, што се одржа во новата зграда на локалната самоуправа, присуствуваа и граѓани од руралните населени места во составот на општина Јегуновце, кои му искажаа голема благодарност на градоначалникот Тони Коцевски за неговите искажани заложби за забрзување на процесот на легализацијата. Из разговорите што ги имаа со него му искажаа голема благодарност и за континуираната негова грижа за реализирањето на планираните проекти и во мноштво други сфери. Законот за легализација на бесправно изградените објекти, што е донесен во Собранието на Република Македонија, се имплементира и во општина Јегуновце. Крајниот рок за спроведување на овој закон е јуни 2014 година. Од вкупно околу 1900 барања
доставени од граѓаните на општина Егуновци. До сега општината, согласно доставените елаборати од нашите сограѓани, целосно додели решение на 210 бесправно изградени објекти. Со тоа на нашите граѓани се овозможува евидентирање на објектите во имотен лист, нивна тапија за нивните објекти, можност за користење на објектите под хипотека, за купопродажни договори и така натаму. И се надевам дека оваа акција ќе продолжи понатаму во полнек, бидејќи уште многу наши домаќинства потребно е да достават елаборати за да ја завршат, за да ги легализираат нивните објекти. Во спротивно може да ни се создаде поголем прилив на елаборати одеднаш и да не може да се заврши работата на време. Поради тоа апелирам до секој наше семејство, до секој граѓанин кој има објекти, кој не е евидентиран во имотен лист, да што побрзо ја заврши оваа работа. Општината е експресно со увид на лице место и со завршување на документацијата да му издаде решение и после упис на објектот во катастарот, значи во имотниот лист можат да го добијат и во општина Егуновци, бидејќи веќе од вчерашниот ден општина Егуновци има апликација, односно има договор со Агенцијата за катастар и недвижности и со тоа на едно место граѓаните на општина Егуновци во целост ќе можат да ја завршат постапката за легализација на бесправно изградените објекти. Во името на граѓаните кои ги добија решенијата се заблагодари Ратко Митрески. Пред една година од општина Егуновци во општина Егуновци доставивме баране за легализација на бесправно изградените објекти, односно куќите. После една година проектот се реализира и денеска на свечен чин ни беа доделени поднесените барана за легализација и од денеска имаме легализирани објекти куќи, што се во наша собственост. Од наше име се заблагодарувам на општина Егуновци и на градоначалникот што ова успеавме да го реализираме.